Електричарот. Ми го препорача пријателот на кој му верувам. За секој што ми го препорачал се докажало дека е врвен. Електричарот се викаше Јанис. И тој беше врвен. Тоа го забележав веднаш што влезе во мојот дом. Личеше на научник. Всушност е научник во неговото поле на експертиза. Брз, прецизен, уреден. Продолжив со мојата работа, а тој продолжи со неговата. Тој е таков човек што не треба да му се каже два пати. Оваа работа мора да се поправи. Да ја поправам? Ме праша во еден миг. Се разбира, поправи ја Јанис, реков, задлабочен во мојата работа. Но за да ја поправам, прво мора да ја расипам, рече. Што рече Јанис? Реков како да се разбуди во транс. За да ја поправам, прво мора да ја расипам, Стефанос. Поинаку не може да се поправи. Тоа ме натера на размислување. За да се поправи нешто, прво мора да се расипе. Моите ќерки го прават тоа кога си играат во лего коцки. Градат замоци, куќи и училишта и ги обожаваат. Не сакаат да ги изгубат. Но им снемува коцки за нови градби. Откако малку ќе негодуваат, сваќаат дека мора да го растурат старото за да изградат ново. И во животот го забележувам тоа. Нешто умира за да се направи место за новото. Умира со цел да биде преродено. Тоа е така во врските, пријателствата, деловните работи, градбите, емоциите, едноставно во се. Често се приврзуваме за старото, но сепак ако тоа не замине, новото не може да дојде. Нема место. Ако не ги раздарате старите алишта, ќе немате место за нови. Ако летото не помине, нема да дојде есента. Ако не ја избистрите главата, не може да се наполни со нови мисли. Проблем е во тоа што ние ги сакаме промените. Не сакаме да ги дадеме кошулите. Не сакаме летото да помине и не сакаме да ги избистриме главите. Потоа се однесуваме со нашите 18 годишници како да се деца. Не можеме да се соочиме со фактот дека нашата девојка или момче продолжиле со животот. Можеби на хартија пишуваме 2019, но се однесуваме како да е 2009 година, кога работите беа подобри. Повеќе сакаме да го влечеме сидрото по морското дно, отколку да го извлечеме надвор. Затоа секогаш се разболуваме. Кога и се спротивставувате на реалност, погодете кој победува. Ако постојано гледаме во ретровизорот додека возиме, наместо да гледаме напред, погледнете што ќе се случи. Од мигот кога се раѓате, има само една сигурна работа. Еден ден ќе умрете. А човекот кој најмногу се плаши од смртта е оној кој не живеел. Затоа почнете да живеете. Не утре, денес. Утре.